најновото издание на Форум Импакт. Јас сум Стефче Дечев. Денес на наше големо задоволство ќе кажам добре дојде на еден од македонскиот фудбал, легенда, што би се рекло, од велешкиот, од македонскиот фудбал, поранешен репрезентативец со богата кариера во Македонија, но и меѓународно во Полска посебно. А денес исто така председател на синдикатот на фудбалерите во Македонија. Панче Ќубев ни е нагости. Добре ни дојде во нашето студио. Добро ве Недо, ви благодарам на поканата. Спортски лик од Велес, така чија што посветеност на фудбалот продолжува сега и во други води можеби, и сега за поддршка на своите поранешни колеги, но верувам дека и денеска знаеш да заиграш многу пати фудбал, кој што се бори сега од друга страна, не само на терените. Денес би сакал да поразговараме со тебе, да ја слушнеме, нели, малку да се подсетиме на историјата фудбалерска твоја, која што започна одамна во Велес првенствено, продолжи меѓународно. Но првенствено предлагам да започнеме со едно прашање што се случува во во синдикатот на фудбалерите во Македонија, како се случи да тој трансфер, зошто не директно како тренер, можеби човек што ќе го пренесе своето искуство директно на теренот, но можеби сега и на поголема врата па ќе се бориш за фудбалерите. Што беше инспирацијата за синдикатот? Многу пати ми имаат поставено прашање и одговорот е секогаш ист. Природен след на настаните беше после завршеток на мојата кариера да продолжам со фудбалот, меѓутоа не се гледа во тренерска улога, не се гледа во менаџерска улога. И имав при крај на кариерата уште дека бев во Полска, во Легија, еден мој колега тамоше Мирко Полевица од Србија, он го води српскиот синдикат, ми предложи да направиме синдикат и во Македонија. Имаше некои обиди пред 20-25 години во Македонија, меѓутоа не знам кои причини не успеа тој обид да заживее синдикатот. Јас за воја на вистината се потрудив многу после завршетокот на својата кариера, затоа што едноставно ја гледав тука својата перспектива и својата иднина. Искрен да бидам, животот на фудбалерите на скоро на сите спортисти е многу краток. До некои 35-6 години, јас завршив на 32 многу рано, имав сериозна повреда на коленото и тоа ми дојде еден вид како добро дојде. Не си како Роналдо до 40. Па добро, видите, тоа се феномени кои што се не знам ретки, Роналдо, Модрич, не знам, Меси, тоа си е еден на милион, што би се рекло. Максимално играчите до 34-35 години, затоа што самото тело се троши многу физички, дека тренирате, работите, колената, зглобовите се трошат и е едноставно невозможно да траете повеќе од 35-6 години. Освен ова што кажав, овие феномени кои стварно се феномени, меѓутоа тие се луѓе кои што се посветени 24 часа на своето тело и работат за своји тимови, си има тим кој што работи за него од палецот до главата, така да тоа е ретко. За нас, за жал во Македонија, играчите играат до 35-36 години и тука завршуваме. Кај тебе кариерата е започната нека 96-та во Борец? Јас сум дете на Велешки Борец. Борец е мој матичен клуб, ајде кажам фудбалска мајка. Па следеше Победа, гледам. Тренирав од своја 7-8 годишна возраст, значи тоа е некаде. Јас сум роден 79-та, значи некаде 86-7 година тренирам како пионер. Па потоа нели имаше кадети, младинци во прва од 2000-та Победа, па да, во првата екипа влегов на 96-97 година тренирав со нив, а почнав да играм 97 до 2000 година во првата екипа на Борец. 2000 направив трансфер во Прилепска Победа, кој што тогаш беше ајде да кажам еден од најголемите брендови во Македонија фудбалски, и сега е меѓутоа во незавидна ситуација и Победа за жал се наоѓа во криза како и мој Борец. Штета што тие два клуба кои што ги сакам најмногу се во таква ситуација, меѓутоа се надам дека ќе најдат излез од оваа криза. Веќе од 2004-та започнаше меѓународно. 2004-та да одам во Полска, во Гроцлин. Како се случи тој трансфер? Па имав пред тоа многу обиди, мислам, имаше менаџери, па пробува да ме однесат, имав и можеби една неостварена моја желба е што имав шанса да заиграме во Сплитски Хајдук. Имав и веќе некои договори со нив, меѓутоа не се исполни тоа. И во 2004-та
дојде понуда од полска лига. Јас искрено да бидам не знаев многу за полската лига, кој тогаш во 2004 немавме многу информации за лигите, ретко кај гледавме такви надпревари, гледавме само Лига на шампиони, европски светски првенства. Интернетот не беше како што е денес, па да видите на YouTube да отворите за која екипа се работи. Тоа е пред сепак 21 година. И бев таму на преговори, на проба и потпишав договор до 2008 бев во тој клуб, после 2008 потпишав во најголемиот клуб во Полска и можеби еден од најголемите во Источна Европа, Легија Варшава. И посебно сум горд на тој трансфер затоа што се работи за клуб кој што стварно е големо име во Европа и во светот. И до 2011 бев таму. 2011 од приватни причини морав да се вратам. Имаше опција или да останеме фамилиарно да живееме таму, или Кирхичката веќе требаше да тргне на школа прва линија. И решивме да се вратиме во Македонија, да бидеме заедно сите. Имаше опција да останам сам, меѓутоа сам не сакав да бидам таму. И се вративме комплет тука, во работничко уште година и пол поиграв, се добив една потешка повреда на коленото и тука завршив кариерата. Иако можев да продолжам да играм после 6, меѓутоа дигнав раци затоа што се разочарав од збиднувањата во македонските клубови. И од некој мој натрешенината и од помошта, кажав на Мирко Поледица, го направив тој синдикат за да играчите не завршуваат како ја што завршив на 32 години без грижа од никого. Так. Ретроспективно рековме ќе одиме во разговорот, нели од последниот твој ангажман и она случување од неодамна што го имав Убав Гес, дури фудбалско игралиште во Велес со твоето име сега. Прекрасно е да се нели овековечиете тоа. Па искрено да бидам, да ми годи стварно и фудбалски како човечки, што би рекле сум заслужен, не знам, секако сум заслужен затоа што луѓето што ми се јави од Моцарт, тоа е нивна иницијатива и големо благодарам и до нив и до општина Велес и луѓето кои што работат таму, кои што исто предложиле да се вика теренот на мој име. Јас во прв момент бев зачуден затоа што обично терените се кога некој го нема, да, меѓутоа ова е нов некој, ајде да кажам, терк, нов тренд во Србија. Моцарт е српска компанија. Се крстени таму првиот терен на Пикси Стојковиќ, на Митровиќ, на Катаи и еве дочекавме во Велес. Прекрасно време да пренесете и ваше искуство сега па. Па да, убаво, не сум убав во секој случај и баш ми мило што не е без разлика дали уноси моето име или името некој друг фудбалер, би сакал да се градат повеќе терени во градот затоа што би сакал младите да посетуваат повеќе терени отколку да седат дома. Камо среќи и сите меѓународно играчи што биле ангажирани да допринесат со некој чекор може. Дај Боже, да. Така, добро, првенствено би сакал и во поглед на синдикатот еве да поразговараме кои се предизвиците со кои што се соочуваат фудбалерите во Македонија. Па видите како, значи ние сме за жал. Не е најрозова сликата. За жал. Розова мајца не носиш така, ама не е розова сликата за жал живееме на Балканот. Живееме во Македонија, место каде што се случуваат. Јас ти гледав едно интервју пред 14 години дадено не знам со некој медиум во Македонија и кога ќе размислам ситуацијата и после 14 години после тоа твое интервју, знаете дефинитивно не се поместиле ни за малку. Да барем да стоиме во место. Не стоиме, пропаѓаме, значи тоа е многу лошо. За жал работите не се како што треба. Општо во фудбалот и во спортот сами гледате во ајде да збориме за Велес. Значи Велес на времето беше борец, беше спортски бренд во сите категории: фудбал, кошарка, одбојка, ракомет, борење, бокс, пинг-понг. Значи Велес имаше атлетски клуб. Меѓутоа сега за жал имаме само прва лига футсал кај ги моби што играат и одбојката кој што за игра прва лига. Другото се е втора, трета лига, град кој што е 50 на 1000 жители. Некојаш бевме и 60, меѓутоа за жал со новиот бран и силување на сите млади, за жал можеби помалку, за жал градот се намалува, не се расте, не се шири. И ми е жал едноставно да го гледам градот таков. Ја гледам таква Македонија, значи доовме во кошарка да губиме некоја Романија, не знам, да не редам сега. Можеби само ракометот ни е светла точка во цела Македонија затоа што но и таму некои ситуации се случуваат. Добро, меѓутоа имаме да кажам континуитет на светски европски првенства, учествуваме редовно што не е случај во ниеден спорт. Значи ракометот ни е на светла точка и секој јануар со душа чекаме да дојде да гледаме Македонија на светско или на европско. Значи тоа е единствена светла точка од сите овие екипни спортови. Има мали искри во одблесоци во спортовите како што се, не знам, таеквондо или не знам, или бокс, или меѓутоа тоа се многу мали на поединци. На поединци, на еден, двајца ентузијасти. Меѓутоа овие групни големи масовни спортови за жал не се на завидно ниво и затоа и со синдикатот уште кога го формивме некаде
пред 10 години регистрирам, меѓутоа ова приказката е 13 години. И за среќа моја што тогаш во тоа време имав и се уште имам добри пријатели, па регистрировавме Гранков синдикат кој што не е зависен од никого. Колку се фудбалерите заинтересирани да бидат дел од или колку имаат познавање да бидат дел од синдикат? Имаме преку 500 члена. Тоа доволно говори дека играчите се. Имате ли статистика колку од тие се во прва лига, втора лига? Имаме статистика, не можам да ви кажам дека тоа не е се нели во систем влезено, меѓутоа имаме од 500 члена, имаме неколку околу 300 професионалци и другите се аматери или можеби пензионери веќе не играат и членови имаме и тренери кои што се тука. Активни фудбалери знаат ли да си ги бараат своите права? Знаат и полека ги отвараат очите, тоа ми е многу мило. Значи им помагаме на сите без разлика дали има пристапници или нема, меѓутоа услов за да помогнеме мора да подпише пристапница и да даде до знање дека сака да биде член на синдикатот. Ние имаме голема поддршка, голем грб од ФИФПРО, тоа е Светска унија на синдикати. И доколку не се ФИФПРО нема да бидам искрен да постои синдикатот во Македонија, затоа што сите финанси, цела помош, цела обука ни доаѓа од таму. Ти тоа можеби недобро го знаеш затоа што исто имаш голема помош од Европа. И ако не се оним за жал во Македонија, како што разговаравме пред емисијата, ќе бидеш уценет, ќе бидеш рекетиран. Јасно. И ова како си независен и јазикот ти е полок, можеш да кажеш што мислиш и никој не може да те покаже со прст. Како синдикатот планира да ги заштити или кои се оние план програми или можности или алатки што ги имате во ваши раце? Ние во поглед на ги штитиме договорите на фудбалерите? играчите, ги штитиме, не да боже ако има некој играч мобинг. Имаме правна служба, правен тим кој што ги работи тие спорови. За жал се уште немаме независна арбитража која што ни е многу потребна. Се бориме да направиме, меѓутоа сите спорови ги водиме на редовен суд. Тоа е процес, тоа трае. Меѓутоа за овие навистина до сега ајде да кажам, од 100% случаеви 100% сме ги добили, затоа што правдата, вистината е на наша страна. Така, зашто многу пати гледам во последно време се случува фудбалери да останат и неколку месеца без плата, да не се почитува договорот, спонзорот да откаже па ништо да не може да се направи. Тоа се случувало 30 години во Македонија, не е сега, меѓутоа дел од кривицата имаат самите фудбалери. Јас секогаш им велам кога ги посетуваме клубовите, ние еднаш до 2 пати годишно ги посетуваме клубовите. Секогаш им велам пред да подпишат договор, да не се обратат, да не се јават. Да читаат што подпишуваат. Да чисто да им кажеме дека ова е добро за нив, ова не е добро. Па негове после дали ќе подпише или не. Некои ги разбирам, млади се врели глави што би се рекло, ќе земат пари на рака, се сладки тие пари, не размислуваат последиците после тоа што може да бидат. Меѓутоа полека се освестуваат и гледам дека се повеќе играчи се јавуваат до нас, ги проверуваме тие договори, им даваме насоки. Сега актуелно последниве 2-3 години женскиот фудбал е многу активен, имаме и за жал првенството го имавме што го гледавме пред непол месец. Да, за жал имаме и со нив проблеми со женскиот фудбал, меѓутоа се решаваат. Мило ми е што и они се обраќаат до нас и ајде да кажам дека и тој женски фудбал полека расте во Македонија. Дали односите со платата се најчести или има и други ситуации со кои што се соочуваат во 90% најактуелни? е финансиски, во 90% е финансиски. Меѓутоа имаме случаи каде некаде се врши мобинг на играчот, некаде се врши, не знам, нема платен стан, нема платена хранарина или не знам договор, па нешто не е. Има проблем во Македонија со тие анекс договори. Значи они што е професионален договор заварен во федерација, тој е во 90% во сите клубови испоштуван. Меѓутоа он анекс што го подпишуваат играчи, тука станува проблемот и за такви анекси се тужиме и се судиме со клубовите. Меѓутоа морам да кажам дека да бидам искрен дека не сите клубови, значи половина па и повеќе клубовите се фер, поштени и плаќаат се, меѓутоа има неколку клубови кои што стварно има проблеми со нив. И еве да најдат дупки во договорот. Сега за жал еве во Шкупи не е добра ситуацијата, клубот се малтене се распаѓа, многу играчи се јавија до нас. А фигурираш еден од Турчин, газда, не знам, високо на листата. Вардар до пред година-две имаше сериозни проблеми, сега се полека се консолидира. Морам да ги пофалам, не само да кудам. Например Шкендија или Силекс, никогаш сме немале проблеми со тие два клуба. Тоа се можеби најпрофесионалните клубови во Македонија. Работнички е еден од клубовите кој што е. Кога велиш професионални, на што се мисли на пример? Во се. Да ви има од масер до во секој поглед. Опрема до значи, облекувални. Клубот не се само тие 11 играчи што играат на телевизија што ги гледаме. Клубот има вработени, не знам, во Македонија са, ајде зборувам за македонски услови, сигурно едно 20 луѓе кои што се околу играчите, едно 20 луѓе кои што се во, ајде да кажам, во горе во канцеларии, во ке опремата, ке не знам, администрација.
На запад е нешто подруго. Во Легија, например, имаше преку 200 вработени во клубот. Тоа е веќе компанија малтене. Меѓутоа, нели, полека ние одиме натаму. Кај нас е еден голем проблем се условите за работа, тоест терените, помошни терени, немаме помошни терени скоро никаде. Што се случува со, сега малку ќе шетаме со прашање, што се случува со игралиштето што е помошното од ФФМ, зошто не се одобрува? Игралиштето помошно беше дадено во функција, предадено, меѓутоа не знам од кои причини, она што јас го знам, општина Велес не го превзема, не знам зошто. Наводно некои технички неисполнувања. Не можам, не знам, не бе во тек, знам само дека не го превзема и со самото тоа игричето почне да тоне, значи не се одржава. Меѓутоа му треба многу мала санација за да повторно заживее. Многу од народот и многу луѓе во Велес фрлаат дрва и камења по претходниот председател на ОФС Лазар Ракиџиев, меѓутоа Лазар Ракиџиев донесе 2 терени во Велес и вештачката треба што е на градски стадион и токму за вештачката треба имам исто прашање. Колку е таа соодветна за прва лига посебно? Кога го донесоа самиот терен исполнуваше услови да се игра на него полуфинале Лига на шампиони. Значи беше од највисок квалитет. Меѓутоа за жал со текот на времето, иако е вештачка му треба многу одржање. Му треба вадење секој ден и му треба да се менува гранулатот, тоа нешто е како зрнце, тоа е мала гума која што мора да се менува и да се додава нонстоп. Меѓутоа кај нас тоа не е направено од самиот почеток и теренот за жал е во катастрофална ситуација. Кога ја споредуваме ситуацијата за фудбал, нели Велес е навистина, сметам според мене доста катастрофална. Жално е што се случува, посебно после повлекување на главен спонзор пред некоја година. Каква е сега надежта или ситуацијата постои? За жал Борец сега е во трета лига. Не знам какви се амбициите, претпоставувам ќе сакаат да влезат повторно што нормално во втора лига, меѓутоа и да се влезе ќе треба да се најдат финансии, стабилен спонзор и мора градот и бизнис заедницата во градот да има слух за спортот. Еве не мора да биде за фудбалот, нека биде за ракометот. Ракометот веќе не постои за жал. Рака Борец кој што е еден од најголемите брендови после Вардар и Пелистер во Македонија, ракометен не постои од годинава. Значи тоа е сериозен удар за градот, сериозен удар за ракометот. Јако сум фудбалер, секогаш велам дека Велес е ракометен град. И тоа го докажал низ годините, титулите, ракометниот клуб Борец им играно во прва југословенска лига, што во тоа време стварно нешто значило. Меѓутоа еве доовме до тоа дередже да во градот немаме ракомет. Така. Искрено јас сум сертифициран од Барса, имам 4 сертификати за психологија на high performance. Ништо, јас сум за реал, ќе мора да се скараме се. Добро, чисто ми беше, сметаш ли дека кај нас покрај условите што ги има, затоа што јас ова што го говорам се многу психолошки моменти, дали нашите клубови се спремни покрај оние физички услови за фудбалерите да размислуваат еве и за психолошките проблеми, влијанија, потреби на фудбалерите или тоа е некоја научна фантастика? Ќе кажеме на мала анекдота. Кога бев во Легија Варшава, имавме некои 2-3 резултати лоши и паника во клубот. Легија е клуб кој што не сме да губи првенства, утакмици, надпревари, не знам, куп надпревари. И дојде председателот на клубот, вика утре веќе имате закажано сите со спортски психолог состанок. И сега јас од Македонија, што ќе ми мене, јас се си знам, знаете, на македонското, ние се си знаеме. И кога дојде, значи јас искрено ми беше смешно и си смев. Меѓутоа ми беа доволни половина час да бидам со него насамо и да сватам дека спортскиот психолог е стварно потребен во спортот. И од тоа гледам многу подруго на работата во спортот. Ја не сум се понудил со некоја експертиза на клубовите, не сум најшол на отворен момент. Знаеш како, значи, не знам дали уште ќе биде прифатено тоа во Македонија. Јас секој година како синдикат кога им зборувам некои работи, гледаат во чавките, гледаат лево десно. Меѓутоа кога имаат проблеми се уваат. Јас ќе им речам, не ќе ви зборував, ама ја не слушав. Ја до 15-20 минути ви зборев, не треба да ме слушаш 2 сата. Сакам да кажам дека се уште кај нас не е на тоа ниво спортот, за жал. Јас се инспирирав посебно од оној филм на Netflix со Бекам. Да, единствен кој што ја воведе тоа па мислам дека сите спортови Кира Лазаров во ракометна репрезентација. Значи Ленче ја донесе деканот што беше на ДИВ, работеше со самите репрезентации, се гледа самиот резултат. Сите тие млади деца игра на светско првенство како да играат по 100 пат, а не како да се прв пат таму. Значи многу е битен тој момент. И многу ми е жал што како да се справи и со порази, но и со успеси. Не, живееме во таква средина сега, јас да отидам на психолог, ќе речат нешто му фали, онма веле се сите се знаеме и онма ќе речат да трнате, не му фали нешто, меѓутоа некогаш ти треба помош од психолог, некогаш ти треба да разговараш со некого. Можеби твојот животен партнер или
твојата мајка, твојот татко не може да сватат тоа што ти се да го кажеш. Меѓутоа таков психолог, поготово спортски, сигурно ќе свати. За млади таленти во фудбалот, која е најоптимална возраст можеби да се започне со тренинзи и колку пати неделно? Многу ми е, како кажам, таа ми е некоја болна тема. Значи секогаш кога зборам, многу луѓе ме земаат назад. Деца може да тренираат од која возраст, од 7, 8, 9 години. Меѓутоа право на тренирање после 13, 14, 15 година, затоа што тогаш децата влегуваат пубертет и тогаш може да се познае дали некој играч би бил играч или не. Некои деца порано влегуваат пубертет, некои покасно. Некои коските му се развиваат порано, некои подоцна. Тоа како што кажав, се е тоа наука. Меѓутоа ние имаме сериозен проблем со родителите. Значи јас секогаш велам дека, па и не ја велам јас, него тоа е го научив од книгата на Алекс Фергусон, дека најголем противник на денешните деца се нивните родители. И тоа е суров факт. Зборам за спортисти, не за обични деца. Значи не може ти очекуваш твоето да биде следниот Бекам, Роналдо, Меси, не знам Зидан. Не можеме од цела генерација не можат да бидат 20 играчи. Ќе биде еден, дали ќе биде тој еден, тоа е сериозно прашање. Меѓутоа целта на тој тренинг, на тој тренер да ги направи нив луѓе. Ако ги направи луѓе, граѓани, честни во општество, ти си успел со тоа. Меѓутоа не може да очекуваш ти да стоиш таму на тартанот и некоја мајка во штикли и да команда како да игра низиниот син, а она прв пат доаѓа на стадион. Или дека мора да игра. И за жал, јас тоа не е сериозен проблем, мора на таа тематика се поработи. Јас имаме две приватни школи во градот, со двете приватни школи многу добро живеам, ми се пријатели, се меѓутоа и секогаш им велам дека треба да превземат нешто со родители, затоа што се најголеми непријатели на свете деца. За жал. Так. А колку училиштата, кога ќе има некој фудбалски талент или спортски талент на младинец, колку училиштата се спремни да му овозможат некогаш ако треба да отсуствува во часови или професионално да, нели, кај нас не постојат професионални училишта, види, освен во федерација. Во наше време и во твоја, да кажам, ти не си многу помал, тука сме некаде. Знаеш дека имавме селекции во фудбал, во ракомет, во кошарка, драмски секции, новинарски секции, ако се сеќаваш, значи имаше се. Не знам дали денеска постои тоа по школите, не сум сигурен дека постои. Имаше зонски надпревари, имаше регионални, имаше државни надпревари и на тие надпревари се бираат талентите во сите спортови. Да. Се бираат талентите во сите тие спортови. Значи сега денеска не знам. Не знам дали можат да бидам искрени и тогаш има професори по физичко што беа авторитети. Денеска не само по физичко, сите професори немаат авторитет на децата, тоа што па ќе кажам, родителите се сериозен проблем. Да, а дали школото може, како може да се надмине оној момент кога јас познавам родител кој што го носи своето дете 2 пати во Скопје неделно, инвестира, што се вели, сопствени финанси за да му возможи таков тренинг, детето е навистина супер талент и сепак училиштето нели знае да замери многу пати со отсуствува од школа. Како тоа може да се надмине? Има ли желба за некои професионални училишта? Доколку се најде разбирање со професорите, мислам дека нема проблем. Меѓутоа зависи од самото училиште и самите професори. Меѓутоа би ти поставил друго прашање, што ако тој дете талент нема устови татко му да го носи 2 пати неделно во Скопје? Така, тоа е голема пречка, нели, се крати веднаш. Значи многу таленти пропаднале баш. Посебно Велес, ајде ќе речеме блиску можеби до Скопје, но има во моје време ние не плаќавме членарини кога трениравме, ни во борец, ни ракомет, ни фудбал. Денеска децата плаќаат членарина, за жал има луѓе кои што не може да си дозволат да платат членарина. И ако имаш уште 2 сина или сини и ќерка кои што тренираат в спортот, како ќе платиш 20 членари? Постојат ли некои хуманитарни, не знам, фондови или бизнис фондови кои што поддржуваат такви млади таленти? Не сум запознат со тоа, мислам дека нема. Освен некој приватни спонзор. Можеби некој приватен спонзор, може сигурно има кој што не сака да биде јавен, а и сигурно има луѓе што сигурен сум тоа дека луѓе помагаат многу. Меѓутоа она што реков, значи стварно има Македонија подлога на таленти спортски стварно. Значи меѓутоа условите во кои што работат нашите деца и пред се финансиските не дозволуваат и да се развиваат. Колку си запознат со условите во фудбалската федерација, зашто нели таму опфаќаат младинци, кои се критериумите или дали постои на тато синот или керката да влезе во тој тим или тоа постои секаде во сите сфери. ФФМ направи академија пред некој, не знам, 7-8 години, не сум сигурен. И освен во Скопје, во другите градови тоа беше импровизација. И мислам дека се уште е, за жал. Јас не можам да разберем ден денеска дека момче и девојче тренираат заедно.
За мене тоа не е сватливо. Значи не е тоа спорт во кој што фудбалот е дуел спорт. Значи тоа може да биде во дабл, во тенис или во пинг-понг. Не може да биде фудбал или ракомет или кошарка да играат момчиња и девојчиња заедно. Меѓутоа, како што кажав, се прави само сакаме да правиме квантитета, не квалитет. Тоа е сериозен проблем. А сега со новата структура, со новото раководство на федерација, претпоставувам ќе се сменат многу работи, гледам баш и од новото раководство имаше многу критика за таа академија, многу запуштено таму, неодржавано, мислам дека ќе промена. Тоа едно време не знам се зборуваше дури да ја укинат академијата. Не знам колку е тоа паметно, меѓутоа сигурно ќе направат математика и ќе дадат дека за мене основна база на сите сите репутации во сите спорти треба да бидат клубовите. Доколку клубовите не се финансиски моќни и не вложуваат во своите академии, мислам дека ќе немаме спорт. Така, во поглед на она што се вели искуство твоеве од Полска, меѓународно сепак имате контакти со регионот, верувам. Како ќе споредиш, се доближуваме до некои стандарди? Не, далеко сме. И од поглед на регионот, или? Може би делувам песимистички, да, многу далеко сме. Например, една Србија е пред нас 100 години. Една Хрватска е пред нас 100 години. Ние сме во рангот со Босна, Црна Гора, па морам да признам дека Албанија и Косово се пред нас. Значи, тоа се факти. Ние сме тука, ние Црна Гора и Босна сме тие кои што кубуриме уште и со услови, и со работа, и со... Па самите резултати во Европа покажуваат тоа. Така. Самите клубови кои што играат во Европа, видите, значи нашите клубови, освен сега Шкенде и Вардар што поминаа по едно коло две, отпаѓаме уште прво коло сите. Значи тоа е сериозен проблем. Бизнисот со обложување и со оние обложувалници е некаде у Македонија со коцкање околу над 250 милиони, мислам дека минатата година. Колку кај нас е во можност фудбалот, општо или спортот, да се заштити од влијание за подмитување, местења на спортски надпревари? Би се заштитил само ако има големи, како што кажав, големи финанси и спонзори по клубовите. Доколку клубовите сиромашни, верувате дека се спремни се да направат. За жал, има и такви ситуации. Бевме сведоци минатата година на Кожув Башкими што се случуваше, тоа беше еден срам, бурка не виде, на цел свет не виде што беше тоа. И такви надпревари има многу. Меѓутоа, мора државата пред се да најде начин да го спречи тоа. Не се винови клубниците што некој ќе влезе во клубот и ќе им понуди денеска мора да изгубите па ви 50.000 евра. Клубниците не се винови се самите луѓе што водат клубот. Значи јас како што ти имаш сертификат за ова, јас имам сертификат баш за овие работи, имавме преку Интерпол во Букурешт предавање и семинар. Меѓутоа, кај нас за жал малце повеќе тоа е сложено. Не постои механизам за заштита. Постои може и механизам, меѓутоа некој не сака да го примени тој механизам. Во Србија уште полошо, во Србија дури доаѓа и до претење со убиства, со бомби под автомобилите ставање, така да сериозна мафијата. Ја спомнавме фудбалската федерација, но што е со поглед на многу средства се некогаш даваат и од државата. Како ја цениш транспарентноста на работењето на фудбалските клубови на федерацијата? Сериозно, несериозно. Значи, федерација допред година-две им даваше на клубовите, мислам дека по некаде 80.000 евра за развој на младинскиот фудбал. Па не знам дали некој од тие клубови можеби 2-3 само ги искористија за развој на младинскиот фудбал. Другите ги искористија за првата екипа. У старт сериозен проблем. Исто се случува и со женскиот фудбал. Ако не се лажам, УЕФА им донираше на федерациите по 500.000 евра за развој на женскиот фудбал. Во Македонија, мислам дека женските клубови добија по 10.000 евра. Не сум сигурен, може би што збораме жолта штампа, меѓутоа горе-доле тоа вистината. По 10.000 евра, другите пари кај завршија никој не знае. Значи, сериозен проблем е тоа со финансиите. Значи, многу ми е криво кога некој во сите бранши, кога ќе дојде некој на функција, да не зборам сега за било каква функција. Да, дојден си таму да направиш нешто, меѓутоа направи доста нешто позади тебе, да речат да, овој човек направи федерација, однесе. Како што направи Мукетов, го развира кометот, можеби има едно од најаките лиги на Балканот сега ракомет на ама Мукетов го направи тоа затоа што човекот е милиардер и не е дојден во федерација да украде 100 евра, 200 евра. Такви луѓе нас треба да во фудбалот и спортот и воопшто се, па и државата. Како што е, не сакам да зборам за политика, меѓутоа морам да окажам Митко Јанчев од Кавадарци. Каварци е моментално 50 години пред Велес во сите сегменти на животот. Затоа што човекот е доен да направи град, не е доен
да стави во джеп нешто. Има голема разлика. Јасно. Како гледаш на тоа дека летно време се организираат многу, можеби под секој дрво, фудбалски надпревари, локални, селски, регионални турнири, така? Тоа е убаво, тоа се убави Но настани. доста пари се дава нели во сето тоа, изостанува инвестирањето или спонзорите во поглед на професионалниот. Добро, ви тие се убави, спорт. тие се убави настани за аматерскиот фудбал. Стварно се убави. Јас присуствувам, гледам, значи тоа е дружење, има убави работи, има дечи и млади кои што играат, има постери некои. Тие мора да постојат, тие турнирчиња, да Можеби кажем. за промоција на спортот или... Општо за дружење на народот, значи ние заборавивме се дружиме, Стефче, биеме малце реални, значи народот е злобен, народот е зависен, народот е гледа да ти наштети. Такви настани го зближуваат народ. Ова што го прават момците со спортските игри во Велес е стварно еден сериозен настан, голем настан. Јас секаде јавно ги фалам, јас сум спортски амбасадор на тие игри веќе 4-5 години поред. Стварно дечки да направија нешто, го живнаа градот. Јасно. Да бидем иски, тие 4-5 дена градот живее. Пред тоа Велес знаете дека е за жал мртов. Јасно. Така тоа е моментот што е охрабрување општо и за младите да нели биде предизвик дека не само спортски професионален момент, има и можности за рекреативен дел и удел. Рекреација мора да има. Не може се професионално да ви. Доволно ли е 2 пати неделно час по физичко за младите? Јас да се прашувам, секој ден би имало час по всичко. Сега мислам дека е 3 пати, не знам. Не сум сигурен, да. Секој ден мора да има час. Затоа што децата ни се искриви од телефони, од компјутери, очите им се расипа. Јас одам по улица, гледам како се движат децата, не знаат што се викат, одат нормално, што тие од тоа седење пред телефони, пред компјутери. Ако приметуваш, децата не се играат веќе на улица. Ние растевме на улица, Јас првите спортски чекори ги направив на улица. Сме местеле обрачки за кош, за да играме кошарка. Сме ставале камења за гол за да играме фудбал. Сме врзувале јаже за да играме одбојка. Овие деца не знаат што е тоа. Еве на тие спортски игри што ги споменавме, постојат ли кај нас спортски менаџери или некој зародиш на спортски менаџери да препознаат спортски талент, фудбалски талент, да го види на улица дека го бива некој младенец и да го повика во клуб или да го постојат, но колку тие одат по улиците и по школите не сум сигурен. Мислам дека само одат на превари на арбистација и на поголемите клубови. Не верувам дека некој ќе дојде во Блаже Конески или во Васил Ливнов да гледа некој дете како игра на час по физичко. Мислам дека не. Кај нас, например, е тешко да препознаат на улица некој талент или да го повикаат и да го вклучат во фудбалот, а што е, постои ли некоја можност за берза на фудбалери? Она што споменавме дека изостанува транспарентноста на колку се тие фудбалски трансфери на некои играчи. Има база на податоци, има и... Но во многу, например, клубови, не знам, регионални, светски, меѓународни, ќе се најдат податоци колку е тој трансфер, колку е платен фудбалер. Добро, збориме сега за престиж, можеби. Кој што се, како што кажав, компании, тоа се веќе фудбалот е најсериозен бизнис во светот моментално. По НБА кошарката, не знам, тоа се два можеби спортски бренда кои што се стварно најголем бизнис. Самото светско фудбалско првенство кога гледаме, на секој четвртини тоа е најголема гледаност има во историјата на ТВ преносите. Не случајно е тоа така. Тие клубови се големи, многу пари се опрашање, Стефче. Кај нас за жал ние тие финансии ги немаме. Значи не она што кажав, Шкендија, Силекс, Работничке, Вардарс полека се враќа на тие стари патеки. Има клубови кои што работат добро и се стремат кон тоа, меѓутоа сме се уште многу далеко. Се надевам дека со текот на времето ќе стигнеме тоа. Да не звучиме многу и песимистички, еве не, добро, мора да имаме оптимисти, значи сепак како би ги охрабриле еве оние што сака да го поддржат фудбал, што побаруваат? Зошто секогаш мора спонзорот нели да влие на името на клубот, на пример? Па зависи во кој бренд би влегол, не знам сега. Не може да го смениш името на Вардар или на Борец. Да. Или не знам на Победа Прилеп. Значи кој спонзор да дојде, нема навијачи да дозволат да го смениш. Имаше една ситуација. Јас за тоа сум не посакувам во некој кругови, кога беше претходниот спонзор на Борец, сакаше да ги смени боите на клубот. Што е нешто историја, што се вели. Значи не можеш да смениш нешто што трае 100 години. Фудбалски клуб Борец со некои ребрендирања трае 100 години. Не можеш ти од црвено бел да го направиш зелено плав затоа што твојата фирма ги имала тие бои. Мислам тоа е, како да ти кажам, тоа е. Мислам дека ни едни пари не би требало. Меѓутоа има луѓе кои што тоа не го разбираат. Дошол спонзор и мисли дека сега може дека тоа е фирмата негова и да прави што сака. Меѓутоа
Некои брендови не можеш да ги смениш. Како што не можеш да смениш, не знам, Металика или Guns N' Roses, цел живот ќе бидат они Металика Guns N' Roses. Не можеш да им го смениш името. А во поглед на фудбалерите, еве, со што би ги охрабрил да не биде она темна приказна дека Па не е темна приказна, значи не. Верувам ми дека од сега, од денешно време полесно не било никогаш да направиш трансфер во Европа и во светот. Во наше време да направиш трансфер, тоа беше Mission Impossible. Сега е многу лесно. Сега си достапен на YouTube, се прават видеа со една-две добри два добри одигри надпревари, ти си веќе во Европа, значи сериозно е сега, многу предности имаат играчите. Меѓутоа, па им фали оној момент на малку на само жртва на професионализам. Тој момент како да ги задржиме, на пример. Ова чудо не расипа многу, цело време се на Инстаграм, на Фейсбук, на оние мрежи Твитери, како се веќе се викаат, не знам. Значи не може ти јас кога ќе изгубев надпревар во било која категорија од пионери до прва екипа, па и сега ветерани кога играме, јас 2 дена муавет не правам дома. А деца изгуби, ќе прими 3 гола, он дал еден гол и става слики, дал гол денеска. Изгуби 3-1 другар, значи 3 гола си примил. Не можеш да ставиш слика дека ти си дал гол денеска. Или не можеш ти да кажеш дека ја одиграв добро, ама ние изгубивме 5-0. Подобро одиграј, лошо да добиете 1-0. Меѓутоа не го сваќаат децата. Ти како што кажав, овие телевизии, овие јутубови тоа го расипа и па ќе повторно родителите сериозен проблем. Знаат ли некаде она его и славата да ги уништи некои кариери? Многу ги пропаднале така. Меѓутоа за да имаш его и слава треба да направиш нешто. Не можеш ти со 2 надпревари прва лига да мислиш дека си голем играч. Никогаш нема да бидеш. Прва лига може да игра и на седмо на председател, дојде председател, па да поигра 2-3 утакмици. Тоа не меѓутоа ако играш ти 3-4-5 години добро во прва лига и за тебе загризаат неколку европски екипи, тоа стварно можеш да кажеш дека можеш да имаш и его и да имаш и слава. Меѓутоа се до тогаш ти само можеш да ставиш слики на Инстаграм и да шеташ со празни џебови. Ако те прашам за топ 5 од фудбалот во Македонија, сегашни и поранешни фудбалери, што ти текнува? Сакаш топ 5 комплет или играч. Или ги поделам? Играчи, некои, па ете, ајде може да ги поделиме на сегашни и поранешни. Ајде ќе земеме од ревстација, така? Так. Сегашни Столе Димитриевски со мене почна во работнички, златно момче, пред се голман страшен кој што докажа со својата кариера во Шпанија дека е еден одличен голман и пред се многу поштено и прекрасно момче. Кој ги извел тука ревстација? Само вака да се. Барди е страшен играч за мене. Еден од најдобрите играчи што сме имале на таа позиција. Многу го сакам Адеми. За жал веќе не игра за ревстација, меѓутоа за мене е најдобар задни везни играч што играл за ревстација на Македонија. Кажав тројца, така? Кој друг би го кажал, не знам сега од овие актуелни вака да не ми замери. Елмас нормално, Елмас е срце, значи момче кој што иако е турчинче по националност, премногу сака Македонија, такво нешто нема видено сега, дури се најжив сега кога говорам. Секој му чести, затоа детето игра таму кај што е, значи голем квалитет, имаше малку застој со кариерата затоа што тие во Германија меѓутоа полека ќе се врати, верувам во него. И пети кој би го кажал да ми замери некој Стефан Ристовски, да речеме, значи кој што беше во Динамо Загреб, сега е во Сараево. А за постарите нормално моите идоли Панчев Најдовски, Воједин Станојковиќ, Саша Чирич и кого би го кажал што некој Тони Мицевски, да речеме, така ти се. А во поглед на твоја кариера е да се вратиме сега, кои се оние најбитни моменти што ќе ги извоиш од твојата кариера? Па најбитни моменти. Сигурно му е јас играв одбранен играч и ретко постигнував голови, меѓутоа имам постигнал некои голови кои што стварно многу значи. Некаде на Википедија најдов дека имаш некоја статистика, знам. Да. Во Борец 27 асистенци, 2 гола, победа 106 со 7. Знаете како, значи, како одбранен играч, ретко постигнувате голови, меѓутоа на тие прекини со глава играв добро, скоки видите ми беше предност. Имам постигнато некои голови кои што стварно многу значи. Имам постигнато гол баш ден кога ми се роди синот. Значи игравме со Слацк Вроцлав. Екстра мотив. Да, синот, жена ми беше тука во Македонија да се породи. Син ми се роди во 17:30, јас во 20:15 постигнав гол. Се уште не знаев дали е роден, затоа што е на надпревар, меѓутоа кога постигнав знаев дека е роден синот. Се инспирираат ли они да бидат дел од фудбалот или? Па не го влече спортот. Ќерката малце повеќе потренира малце, ама не се спортски тип. И искрено да бидам не сум ги ни терал
И мислам дека најголема грешка на родител да ги тера децата да одат по неговите стапки. Завеа инвестира двајца да се супер, ева ќерка исчисти прва година на факултет во рекордно време во јуни уште, синов си одличен во гимназија, учи, си тераат во школата, јазици топ, англиски, компјутери, тата-мата, така да може ќе оди во други води. Спортот воопшто не ги интересира и не ми е сеедно што е така, меѓутоа не ми е ни болка, значи така решил да биде. 17 години ќе полни сега, така да не... Има веќе собствен профилиран карактер. Добро, а во поглед еве на твоето сепак нели големо искуство, сега и со синдикатот сте во некои борбени линии за заштита на фудбалерите, конкретни моменти еве за крај на овој подкаст, што би сметал дека треба да е нешто што ќе ја помести ситуацијата кон подобро? Она што кажав, значи мора да, знаеш како, значи кај нас за жал во Македонија, еве да не земеме само спорт, да земеме, не знам, здравство, да не земеме образование, да земеме култура. Многу луѓе работат на позиции кои што прво не ги заслужиле, второ не ги разбираат, трето никогаш не го работеле тоа. Не може да биде, лупам сега глупост да не ми замери некој министер за здравство, економист или обратно, да биде доктор, министер за економија. Значи мене тоа не ми е јасно. Значи не ми е јасно да и затоа по клубовите кога велам дека треба работат луѓе кои што играле фудбал, кои што да, треба да имаме менаџерски тим. Тоа е нормално. Не може фудбалерот да води економијата на клубот, да ги меѓутоа спортскиот дел да им состои на тие што разбираат. Не може економист кој што е, не знам, председател на клубот или не знам професии, да не играм со професии, да кажува кој денеска да игра први 11. Кога се нема на гаќици соблечен. Меѓутоа, тоа кај нас е присутно, многу ми е криво што мораме се освестиме и знаете, значи мора малце да бидам и оптимиста. Овие нови генерации што идат, што се вели не фермаат никој, така треба. Затоа што ние старите стварно ја искашкавме работа, да бидеме реални. Значи живееме 35 години во независна Македонија, а не ни тапкаме вместо пропаѓаме. Па децава нови нека земат, нека направат со нови сили нешто, затоа што мора да се промени нешто. Мора да се промени од корен, затоа што за жал, еве, јас ме боли мене за Велес, јас доов од Варшава да се врати во Велес да живеам. Меѓутоа ме боли Велес пропаѓа. Од најубав град за мене, најбоемски, како кажам, од лука на културата во Македонија, лука на спортот, ние сме сега град на задња рупа на сферало, што би рекле србите. Состојбата на стадионот сведочи нели во фактите се тие, Стефче, ние може сега фактите се тие. Значи ние за жал диспанеш денеска во Велес на кафе, истите луѓе се 20 што пијат кафе секој ден и тоа е тоа. Го нема народ бега. Едно битно прашање да не го изумам што го имав во поглед на навивачките групи, како гледаш ситуацијата кај нас? Некојаш постои нели она политичко влијание, некојаш постои насилство. Меѓутоа во наше време кога се игра Македонија не беше толку изразено. Меѓутоа тогаш и државата беше понормално. Сега државата не е нормална и фрустрациите се лечат преку тие навивачки групи. Некој нарочно ги буцка, ги плаќа тие навивачки групи да ствараат тензии. Јас сум сигурен во тоа. Никој не е отиден на стадион да вреѓа камајка или шип. Никој не е отиден. Сите се отидени леф. Меѓутоа кога некој ќе ви плати да навивате денеска против албанците или против македонците или против турците или власите ромите, не е битно. Значи тоа е сериозен проблем. И ако приметувате баш кога има најголеми турбуленции во државата да се решаваат некои битни прашања, тога се активира. Акцентот се става на гневачките групи, како навечите на Шкендија навивале против Македонија или како навечите на Вардар навивале против албанците. Ако приметувате, еве сега некои работи се дешаваат во држава, по тепик се пикаат и одма сега комити навивале вака, па балисти навивале така, значи тоа е само тоа може да не го гледа некој што не ги разбира. За жал ги разбирам работите, знам како е. И одма се префрала топката на навивачките групи, тоа се млади момчиња по 18-17 години. Дали тоа дете знае што е политика или верувате ми дека не знае. Тоа дете ќе му дадат денеска 500 денари ќе навиваме денеска. Или не можеме да дадат. Тие два тројца зимаат на водачите и денеска навиваме така. Никој не е таму доен да провоцира, доен не се гледа фудбал, меѓутоа за жал некој тоа го злоупотребува. За жал во Србија на пример тоа многу поизражено. Во Србија водачките групи врховуваат државата. Со цела трговија на дрога. Скоро секаде ја мислам дека секоја водачка група има свој тим. Цела трговија на дрога, со цела трговија на белоробје, со се. За жал. Кај нас тоа добро е, го нема. Сега за сега. И надам дека ќе останат заштитени и фудбалерите и спортот. Па не, никогаш немале проблеми фудбалерите. Јас играв во Победа
Прилеп е сериозен град. Не можам да кажам таа љубов на Прилепчанин победа. Тоа е, јас секогаш споредувам победа, го споредувам со Хајдук. Таа љубов што имаат навече на Хајдук спрема Хајдук и Прилепчанин спрема победа некаде ми е слична. Значи стварно Прилепчанин. Уште ти е болна точка. Болна Хрватскиот точка. Не, добро, хрватскиот, значи моменти и на одмор често пати си таму одам гледам. таму, кумот ми од таму, значи одам и гледам над превари и знаете како, значи од сите ти поранешни југословенски републики, мислам дека хрватите се најголеми патриоти. Стварно многу си сака државата. Што не можам да кажам за нас. Они кога се и не знам поделени се Bad Blue Boys на Динамо Загреб и Торцида на Хајдук, очите си јават меѓу себе, се работи за национален интерес, за државата, заедно си. Кај нас тоа не случи. Така. Пандев, не знам, ја имаш академијата Пандев, па сега нели Брера. Тука во Веле Сете Панче има и стадион твое име. Како гледаш понатаму? Гоче Пандев е едно златно момче. Пред себ со Дарко Панчев, тоа се двата најголеми играчи што испаднале во Македонија. Се надевам дека некој од новите деца ќе следи тие чекори. Следи пристани ги, тоа ќе биде многу тешко затоа што стварно има феноменални кариери. Пандев освои Лига на шампиони со Интер, освои куп, освои првенство со Интер триплета, исто прва мислам дека историјата на Интер. Он е легенда во Италија. И многу ми е жал што многу малку сега почињаме некој да го, ајде да кажам, да го користиме. Значи Пандев требаше многу порано да го искористиме како амбасадор. Меѓутоа, пак ќе кажам, на некој нема одговара некој што има свое мислење, затоа што никој не може Пандев да му каже. Добро, верувам дека ќе произлезе што на телевизија. Дај Боже, играчи во другите спортови. Меѓутоа, не знам, не гледам некој нов Пандев сега. Се надевам дека дај Боже да грешам, дека ќе испадне некој дете. Може ќе се изненадиме. Дај Боже, се надевам, дај. Како што сакам да видам и нов Кирил Лазаров и нов Наум реков, ќе рече Наум Петрески замалци. И во музиката што? Да, Пеце Нумовски, така да у музиката, поготоа јас сум... Рече дека знаеш да пееш добро. Па не пеам добро, но ги знам песните. На победите. Јас сум голем обожател на музика, значи консумент страшен. И слушам сите жанрови, освен не слушам са оноа, не знам, хард рок, метал или не знам, но транс, тоа мене стварно не ми влегува во увен. Трап музика. Не во мој. Јас многу сакам староградска македонска музика. Многу сакам народна македонска музика, Наум Петрески, не знам, Пепи Вавтировски, Јонче Христовски. Многу сакам да ги слушам. Никола Бадев ми е Како цениш тоа? Знаат ли фудбалерите многу пати да ја предат онат тенка линија да влезат и во боемскиот живот па да им влие на кариера? Има многу фудбалери кои и да ја зафркнат кариерата. Јас после кариерата почнав и да консумирам алкохол и да одам по кафани додека играв. Стварно ја до мои 27-8 години се немав напиен алкохол воопшто во живот. Воопшто, значи за некој тоа звучи свешно, меѓутоа оние што ме знаат дека е така. Денеска цигара не палам, можеби некогаш пура она така во друштво, така да земам еден дим, два, знам, ајде да кажеме за чалам, меѓутоа не знам да вовлечам ништо. Меѓутоа знам да се напием ракија, сакам да се напием винце бело, така ми одговара, ми годи, се гледа и по мене, си држам софри. Но тоа е после кариера. Тоа е после, да, активен момент, нели? Додека играв, никако не конзумирав алкохол. И сериозен проблем тоа е кај младите играчи. Гледам многу деца уште од млада возраст почињат и да пијат и да пушат тоа. Но не оди паралелно. Мада на денешно време пушењето можеби најмал пороки. Има многу големи пороци сега кои што за жал не би сакал да ги споминам во емисија, да не многу млади се под многу искушенија големи кои што верувам дека ни за млади ке свата дека не одат заедно со кариера. Многу е битно домашно воспитување и контролата од дома. Ако имате контрола на децата, ќе немате проблем. Ако немате контрола, ќе ги спуштите децата. Супер. Кои се конкретни некои нешта кои што во нареден период очекуваш да се случат во твоја професионална област, во синдикатот? Па не, имаме сега, значи конгрес светски во Португалија, има некои таму нови моменти во ФИФПРО, ќе видиме тоа ќе се реши таму. Си тераме таа приказна, многу проблеми, како што ти кажав, сега имаме со 2-3 клуба во Македонија се решаваат. Имавте некои мемориални турнири на... Да, добро, тоа сега во недела, ова викенд ќе се прави турнир за еден наш голем пријател, Игор Ѓаковски ѓак. Претходно го имавте и... За Паунов правевме ноступ, па и стадионот ветерани да го носи неговото име, затоа што за мене е еден од најголемите спортисти кои што Велес ги дал. Јас исто мислам дека имате некои моменти заеднички на кариера. Заедно игравме, да, јас почнав со него на голот, јас бев иако е другарон со татко ми,
Јас бев дете, јас во своји 17 години дебитирав за Борец, он бранеше, беше капитен. И мене прекрасен човек, една таква громада од човек, кога велам громада, мислам на човечка громада. После секој тренинг надпревар знаеше си да не собере, па да пиеме кафе или постари да ги пијат по нараки, ја кола ќе се напијам, али беше како матица, значи и мислам дека како на Велес му не остасува тој човек, значи таква харизма, едноставно лепак беше за сите. Ретки се таквите луѓе и ми е жал што прерано се отиде, прерано не напушти. Меѓутоа неговиот спомен го чуваме сите ние и се надам дека ќе остане вечно. Панче, еве за крај на овој разговор, ми беше драго на вистина да те имаме во Форум Импакт во нашиот подкаст. Претходно имавме еколошки теми, религиозни теми, политички теми, сакавме сега и спортот да го фатиме. Што ќе биде главниот мотив или неколку охрабрувања за млади играчи кога се соочуваат еве со искушенија, предизвици спортски да не се откажат од фудбал или од спортот? Знаеш, имам една девиза и секогаш и на моите деца им ја кажувам. Треба прво да бидете поштени спрема самите себе, а после спрема сите други. Кога велам спрема самите себе, тоа е да бидеш поштен и да знаеш колку можеш, а колку не можеш. Ти ако мислиш дека можеш да играш во Манчестер Юнайтед, а имаш капацитет за борец, треба сам да си свесен дека не можеш да играш во Манчестер. И треба да бидеш поштен спрема самиот себе си. Меѓутоа, во спортот, општо во животот треба многу работа. Талентот е 10% од кариерата. 90% е жртва, можеби. Жртва, сериозна работа, сериозни откажувања, ден денеска проблеми со колената, со зглобовите, сум имал по 3-4 тренинга дневно во Полска на припреми. Што се вели со нема време да се пресоблечам. Значи тоа е сериозни напори се тоа, сериозни, телото го ставаш во искушение, меѓутоа главата ти е така настроена, така навиена дека си доен таму да успееш, да тренираш, да работиш, да играш. И многу од децата се откажуваат баш заради тие причини. А за спортист голем треба да имаш срце. Кога велам срце, не велам срце, неко орган, него срце, да не кажам малку помашки збор, треба да си има за да успееш. Откажување многу. Кога сите ќе одат чарши и ќе остануваат во дискотеки, јас сум соел во 10 на вечер. Мојата сопруга што ми е денеска тоа беше девојка, ќе остане со моите другари, јас соел во 10 да си легнам утре, имам надпревар. И кажав, значи кога сите пиеле вино со пита велешка, јас сум пиел вино со пита со Кока-кола. Јасно. Или со густи сок. Меѓутоа сум бил решен дека решителноста е битна да се и многу некогаш треба и спортска среќа, меѓутоа карактерот. Многу е битен карактер, значи спортски амбиција, култура пред се, значи ги почитуваш постарите. Да имаш респект спрема постарите, меѓутоа респект само човечки, на терен респект не. Одиш максимум до даска, даваш се од себе и јас не знам ни еден сај до сега играч да се повредил ако влезе машки како што треба. Се продавани кои што се пазат, па ќе се повреди. За жал така е секогаш. Фудбалот, спортот бара многу откажувања, многу само жртва и како што кажав, поштени спрема себе си, а после спрема сите други. Значи, секоја работа поштена си на крајот од денот се исплаќа. Сега е ти да седиме во кафич да пиеме кафе, на крајот од денот ќе мора да платиме кафето, така? Се има цена. Се има цена. Меѓутоа, не може парите да доат одма на 18 години, ќе доат на 25, на 27. Кога тогаш ќе доат ако поштено работиш? Секоја посветеност дава резултат и успехот е резервиран, ја велам за оние што сака да успеат. Знаете како, значи, спортот е сериозно школа во живот. Те прави да бидеш дисциплиниран, да не касниш, да си одговорен, да кога ќе станам со балија, се наместам по стелата, опремата се ставам, се спремам во спортскиот тренинг за дома тренинг. Значи, ако не си, сега гледам по моите не се спортисти, знам се бале да ги видам така разфрени работи, да познам и да спукам. И јас сегам чекај, па ти беше друг. Ја на 16 години испонав од дома, па сам сум спил по карантини, по 10 денови сам. Таму сам се снаоѓаш, нема. Па кога отидов во Полска сам, права готвиш. Па научив и машина да пуштам за садови, за алишта. Секе научиш, значи, меѓутоа, како што кажав, спортот пред се животна школа. Ми беше драго што те имавме, еве на овие искрени споделени ставови и размислувања и ситуации што ги имавме, информации, охрабрување можеби не секогаш охрабрување, но доловување на ситуацијата онакава каква што е. Да веруваме дека состојбата не само во фудбалот и во спортот во Македонија ќе се промени на подобро или можеби ќе најде на интерес на луѓе кои што ќе го поддржат спортот и ќе се огледа дека е тоа начин да младите останат настрана од тие девијантни појави, ја велам.
Голема благодарност за твоето гостување, до наредно видување, остани ми во добро. Ти благодарам и тебе, сакам да се заблагодарам прво и да те охрабрам да го продолжиш да работиш тоа што работиш. Знам дека си хуман човек, многу помагаш на многу луѓе. Продолжи тоа го правиш, значи на Велес на Македонија им требаат такви луѓе. И еден апел до сите родители да ги олабават малце децата, да ги остават да растат, да спортуваат, да им овозможат услови, доколку прес кажа ако може да им овозможат, доколку не, да се тргнат настрана да ги остават децата да тренираат, да се пронадат самите. Да се пронадат самите себе си и секој спортист успешен успева доколку нема притисок од родителот и од тренерот. Ако има притисок, тешко да ќе направи нешто. Почитувани, ова беше разговорот и подкастот со Панче Ќумбев, гостин во денешниот подкаст на Форум Импакт, фудбалска легенда, човек кој што е сега активен во првите редови со синдикатот на фудбалерите во Македонија. Верувам дека спортското искуство и информациите што ги доловивме не идоа на интерес кај вас. Останете ми во добро до наредниот подкаст, до наредното гостување на некоја интересна личност и со интересни теми ќе не видите повторно наредната недела.